Радовишките уметници и културни работници ќе добијат повеќе наменски културен центар во кој ќе има содржини од сите сфери на културата, уметноста и образованието. Центарот ќе биде сместен во објектот на старата стоковна куќа, која е во очајна состојба и околу 30 години не е во употреба. Зградата се наоѓа во центарот на градот и по реконструкцијата треба повторно да ги обединува најважните настани во Радовиш. Планирано е да има и музејски дел со поставки од градскиот живот и историјата. Многу содржини се замислени да има во објектот, во проектот кој што веќе се работи. Ќе биде за сите од 6 до 66 и понатаму. Објектот ќе биде самоодржив, затоа што ќе има и такви содржини кои што ќе му помогнат да живее сам објект. Во оваа прилика исто сакам да изразам една благодарност до нашиот родник Бучин, бидејќи тие се вклучија со изработка на основниот проект заради временските рокови мораше да работиме брзо. Реконструкцијата на објектот ќе чини околу 3.600.000 евра. Според министерот за култура и туризам, важно е ваквите објекти да бидат отворени за јавноста, бидејќи се и потенцијални туристички точки. Се работи за уметност, се работи за култура, се работи за образование, но се работи за развојот на туризмот, за нешто кое што се залагаме во наредниве години како Министерство за култура и туризам. Посебно ми е драго што градоначалниците се охрабруваат на овој потек во делот на средствата кои што ги одобрува владата и освен другите инфраструктурни проекти да инвестираат и во сопствената култура и традиција. Овој проект ќе се реализира во етапи, а првата фаза ќе се изведе со средства од државниот буџет, одобрени на првиот јавен повик за поддршка на инфраструктурни општински проекти. Освен довршување на овој проект, комплетно ќе се реновира и Центарот за култура, кој е во непосредна близина на старата стоковна куќа.